Животот е предизвик и наситен и треба водство. Со децении InTouch Devotional обезбедува секојдневни читања за посветен живот со духовна поврзаност и хранење директно од Божјото Слово. Преку печатење, преку нашата веб страница и апликација, преку e-пошта, преку подкаст и YouTube. InTouch секојдневно читање е со вас секој ден, во секоја сезона од животот. InTouch службите одбележуваат 45 години од Божјата верност. InTouch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на InTouch, време за храброст. Стравот може да го зграпчи срцето на личноста или срцето на целата нација. Може да биде предизвикано од она што го знаеме или што не го знаеме, мотивирано од лажни информации или вистински информации. Може или не, да не придвижи или да не парализира. Зависи како одговараме. Ако јас и ти одговараме на неправилен начин или ако се предадеме на стравот, тогаш губиме. Кога размислувам што предизвикува тоа кај нас, го разделува нашиот ум. And when I think about what it does to us, it divides our mind. Ги растројува нашите емоции, го попречува нашиот напредок. Сушност, секој аспект од нашиот живот е под влијание на тоа. И сепак, луѓето живеат во страв. Може би велите, па има многу работи кои се случуваат овие денови што прават луѓето да се плашат, и јас го разбирам тоа. Има многу работи што се случуваат околу нас што предизвикуваат да бидеме исплашени. Но дали ние живееме во страв или живееме со храброст и вера? Дали ние живееме загрижени за сите работи кои е можно да ни се случат, а јас и ти можеме да погледнеме во писмото и да размислиме за сите работи за кои Бог не предупредил кои ќе дојдат подоцна. Дали ние живееме во страф од тие работи или живееме со храброст, вера и доверба во нашиот Господ? Интересно е колку многу пати нашиот Господ ни вели да не се плашиме. Например, во Матеј глава 10, 3 пати Бог вели: не се плаши, не се плаши, не се плаши. Некој рекол: не знам дали е вистина или не, дека има стихови не се плаши за секој еден ден од годината. Сега кога ќе избројам, нема 365, но го знам ова, дека истиот небесен татко кој рекол еднаш го вели истото секој ден. Ние не мораме да се плашиме бидејќи го имаме и Господ Исус Христос, кој живее внатре во нас. Има многу луѓе кои се исплашени, имаат стравови, живеат во страв и имаат причина. Ако не го познавате Исус Христос како ваш личен спасител, ако немате врска со Бог преку него, тогаш имате многу причини да бидете исплашени. Бидејќи вистината е дека немате сигурност денес, ниту утре и секако нема да имате сигурност после смртта. Она што сакам да го зборувам во овој дел од на писмото овде и во многу други места е време за храброст, време за храброст. Дури и нашиот Господ ни вели: не се плашете. Тоа не значи дека тој не разбира кога јас и ти сме во тие ситуации и околности. Некогаш тие работи доаѓаат над нас без никакво предупредување. Наеднаш ние чувствуваме страв. Не е грев да се чувствува страв. Но што се случува кога ние дозволуваме тоа да стане загриженост во нашиот живот, сомнежи, фрустрации и се друго? Честопати се наоѓаме себе си, иако немаме енергија. Нашиот ум е поделен и што се случува? Го немаме најдобриот живот, бидејќи живееме во страв. Бог немал намера ние да живееме во страв. Затоа сакам да погледнеме во писмото дека не само што вели дека не треба да бидеме исплашени, дека треба да бидеме храбри, но исто во места каде има причини, начини и чекори да изградиме храброст во нашиот живот. Вистината е дека никој не сака да биде кукавица. Сите ние сакаме да бидеме храбри, смели и да се соочиме со животот без разлика што се случува. Како го правиме тоа? Сакам да свртите во Исус Навин, глава 1. Мојсей, Божиот слуга, кој ја води нацијата Израел, еврејските деца, години и години, од почетокот и сега Господ го повикува дома. Тој имал одговорност за Исус Навин, кој бил негов генерал, помошник и човекот кој стоел до него сите тие години. Му се дала одговорност, еве го начинот на кој Бог му рекол:
He has been given the responsibility, and this is the way God said it to him. Тој рекол во стих 2, глава 1. Мојсей, мојот слуга, е мртов. Сега стани, помини го Јордан, ти и сиот твој народ во земјата која им ја давам на Израеловите синови. Секое место каде што ќе стапне твоето стапало на Исус Навин, јас ти го давам, исто како што му реков на Мојсей, од пустината до Ливан, далеку до реката Еуфрат, сега земјата на Хитите, се до големото море, кон залезот на сонцето ќе биде твоја територија. Никој нема да ти се спротистави во текот на сите денови од твојот живот, исто како што бев со Мојсей, така ќе бидам и со тебе. Нема да те оставам, ниту ќе те заборавам. Биди цврст и храбар, зошто ќе му ја разделиш земјата на овој народ во наследство за која им се заколнав на нивните татковци. Само биди цврст и многу храбар. И грижливо прави го сето она што ти го заповеда мојот слуга Мојсей. Не се отстранувај од сето тоа, ниту надесно, ниту налево, за да можеш да успееш каде и да одиш. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. Оваа книга на законот да не се одделува од твојата уста, но поучувај се од неа дење и ноќе, за да го извршиш тоа што е напишано во неа. Тогаш ќе имаш напредок во твоите патишта и тогаш ќе имаш успех. Сега видете го следниот стих. Нели ти заповедав јас? Повторно тој ја кажува истата работа. Тој вели: Нели ти заповедав? Ова не е предлог за Исус Навин. Нели ти заповедав? Прашалник. Што е тоа? Биди цврст и храбар. Не плаши се и не ужасувај се, зошто Господ твојот Бог е заедно со тебе каде и да одиш. Сега, знаете што? Во тој 9 стих кој вели: Биди силен и храбар. Тој вели: Не се плаши или не се ужасувај, зошто Господ твој Бог е со тебе, каде и да одиш. Како што го вели тоа на Исус Навин, Бог го вели и на тебе и мене секој ден од нашиот живот. Сите ние кои го познаваме Исус Христос како наш Спасител го имаме истото ветување. Тој ќе биде со нас без разлика со што се соочуваме во животот и што се случува. Сега она што сакам да го направам најпрво е да дефинирам што е храброст. Бидејќи храброст не е само да бидеме силни, туку повеќе од тоа. Слушајте, тоа е смирување среде стравот и еве што сакам да кажам многу пати. Не е грев да искусиме страв. Јас и ти можеме да се сетиме на сите катастрофи кои се случија скоро во нашата земја. Можеме да се сетиме на работите кои не се случиле на нас лично. Има моменти и периоди кога ние можеме да бидеме зграпчени од страв, совладани од страв. Некогаш среде опасност, без разлика што се случува, не се работи за да се искуси тоа. Туку што правиме ние со тоа? Колку долго трае тоа во нашиот живот? Или што дозволуваме тоа да прави на нас, во нас и преку нас? Јас не велам дека самиот тој страв е грев, бидејќи некогаш стравот може да не заштити, а некогаш може и да не мотивира. Така, самиот тој страв не е грев, но не би требало да живее во животот на Божјото дете. But it should not live in the life of a child of God. So what I'd like to Она што сакам да го направам е да ви дадам едноставна дефиниција. Храброст е тој став на умот и срцето кој не оспособува да се соочиме со опасности, препреки и предизвици од животот без страв, цврсти и смирени. Obstacles and the challenges of life fearlessly, firmly and calmly. Да се соочиме со тие опасности и препреки, тие предизвици во животот без страв, цврсто и смирено. Тоа значи дури и среде опасност, тешкоти и маки, може да има чувство на смиреност и спокојство во нас, без разлика што се случува. Сега еве го големото прашање: како ние развиваме храброст? Што треба да се случи во нашиот живот? Што треба ние да правиме? Како ние мислиме да станеме храбри, смели луѓе во кои Бог може да го живее неговиот живот, преку кој Бог може да ја врши неговата работа и преку кого Бог ќе се соочи со злото и лошотиите во ова време.
Сакам да ви дадам неколку работи. Се е овде во првата глава. Погледнете стих 8. Оваа книга на законот Божи, што тој му го дал на Мојсей и го напишал. Да не се одделува од твојата уста, но поучувај се од неа дење и ноќе за да го извршиш тоа што е напишано во неа. Тогаш ќе имаш напредок во твоите патишта и тогаш ќе имаш успех. Овде е првиот чекор да станете храбра, смела личност која може да се соочи ако Бог рече чекај. Дали тоа е заканувачка опасност, смрт, како сакате, кажете го. Првиот чекор е ова. Почнете да медитирате над Божиот збор. Сега, што значи да се медитира? Не значи само читајте ја Библијата, не значи само изберете стих овде и онде. Туку значи дека кога го читате писмото, поставете на Бог прашања. Боже, што сакаш да ми кажеш на мене лично? Како да го применам ова во мојот живот? Што сакаш да ми кажеш денес? Што сакаш да ми кажеш за тоа како да се сврзам со оваа личност или што и да е? Она што се случува кога вие медитирате над Божиот збор, вие ги превземате Божите мисли, ги ставате во вашиот ум. Тие стануваат дел од вашето постоење, вашиот подсвесен ум, за да можете да се осврнете на нив, свесно или подсвесно тие се таму. Вие почнувате да го исполнувате вашиот ум со Божиот ум. Вие почнувате да размислувате на начинот на кој Бог размислува. Така, што ќе правите? Ќе одговарате на начинот на кој Бог одговара. Бог не се плаши од ништо. И така, кога јас и ти ќе почнеме да медитираме на Божиот збор, еве што правиме. Ние ги учиме Божите патишта. Знаеме што мисли Бог и што тој вели за оваа ситуација и за другите. Така, првата работа што Бог вели е: медитирајте над писмото. Втората работа која е вклучена овде е ова. Видете што вели тој. Тој вели: оваа книга на законот да не се одделува од твојата уста, но поучувај се од неа дење и ноќе, не само еднаш, за да го извршиш тоа што е напишано во неа. Тогаш ќе имаш напредок во твоите патишта и тогаш ќе имаш успех. Не да бидете полни со страф, туку вашиот пат ќе биде успешен и полн со успех. Што е тоа? Тој вели: не само да медитирате на тоа, но и да го правите она што го вели. Видете, луѓето велат: јас читам Библија и тие повторно запаѓаат во грев. Знаете ли зошто? Тие можеби ја читаат, но не го оправат она што таа го вели. Кога живеете во покорност на Божиот збор, има сила, има кондиција, има енергија, увереност, храброст која природно протекува во вашиот живот како резултат на држење на Божиот збор во вашето срце и извршување на тоа што треба. Тоа се два чекори. Има и трет чекор, а тоа е: слушајте од повикување на верноста на Бог во минатите околности. Сега помислете што им вели. Тој вели во стих 2. Мојсей, мојот слуга, е мртов. Сега стани, помини го Јордан, ти и сиот овој народ, во земјата која им ја давам на Израеловите синови. Секое место каде што ќе стапне твоето стапало, јас ти го давам, исто како што му реков на Мојсей. Што се случува? Тој го предизвикува Исус Навин да ја запамети верноста на Бог кон Мојсей во минатото. Верноста на Бог кон Мојсей во минатото, и тој вели: исто како што бев со Мојсей, јас ќе бидам со тебе. Размислете колку пати Бог ве носел низ тешкотии, колку пати тој ве носел преку работи за кои сте мислеле: Боже, ова е тоа. Јас мислам дека нема да се справам со ова. И тој те изнел преку тоа. Затоа ние треба да имаме дневник, затоа треба да пишуваме, да ги чуваме работите што Бог ги направил во нашиот живот, така да кога ќе се соочиме со тие ситуации и околности, погледнуваме назад и велиме: Боже, еве што вети ти и еве што направи. Ти беше верен овде и овде. Ти беше верен овде. Зошто јас би требало да бидам исплашен? Зошто би требало да бидам исплашен сега, кога ти беше верен секогаш? Знаете ли што се случува? Вашата храброст почнува да се извишува. Кога ќе почнете да гледате колку пати во вашиот живот Бог ве изнел преку некои работи, си мислите: Боже, како јас ќе се соочам со ова? Тој те водел преку тоа. Припомни си за тие тешкотии, припомни си за тие тешки времиња, припомни си за тоа време на сомнеш, припомни си за тие времиња на страф, кога си барал во писмото и велиш: Боже, што сакаш ти? Што сакаш да направиш во мојот живот? Еве со што се соочувам јас, Боже. И прелистуваш, читаш можеби некоја од псалмите, изреки или некои делови од посланијата и поставуваш прашања.
И Бог почнува да зборува на твоето срце. Што се случува? Тој зборува на твоето срце и ти велиш: Боже, знаеш, така ти ме изведе низ тоа последниот пат и наспроти се ти продолжуваш напред. Друг многу важен чекор е ова: наблюдување на храброста кај другите луѓе. Слушајте што вели Бог. Исто како што бев со Мојсей, јас ќе бидам и со тебе. Она што сакам да го видите е дека низ целиот живот на Мојсей има храброст. Дали тој направи некои грешки или грев? Да. Дали тој имаше страв? Да. Всушност, знаете што рече тој? Кога Бог рече: јас сакам да одиш да го видиш фараонот, а тој му даде на Бог толку многу причини зошто не би можел да го направи тоа. Знаете ли зошто не може да го направи тоа? Тој беше исплашен. Природно, тој беше исплашен, но тој се покори. Јас си мислев во подготовка на оваа порака, се обидов да размислам колку пати во мојот живот бев навистина исплашен. Сега, ако очекувате да кажам ниту еднаш, тогаш сте грешка, бидејќи бев исплашен. Јас бев исплашен. Си помислив на 3 навистина важни периоди во мојот живот кога бев исплашен. Еднаш бев исплашен бидејќи знаев дека последиците ќе бидат многу поголеми за кои мислев дека би можел да се справам. Другиот пат, бидејќи знаев дека не бев обучен и способен за она што Бог ме повикуваше да направам. Другиот пат бев едноставно исплашен. Бев исплашен од критицизам бидејќи сватив дека ќе паднам. Дали некогаш бев исплашен? Да, бев, но можам да ви го кажам ова. Секој пат на крајот се покорував на Бог. Секој пат тој стануваше таков притисок на мене и еве што открив. Јас бев повеќе исплашен да се сретнам со него отколку да паднам. Со други зборови, тоа не правеше никаква разлика. Јас знаев дека требаше да бидам покорен бидејќи не можев да живеам со себе си. Ќе дојдат тие времиња кога ќе го почувствувате тоа, но еве што сакам да запомнете. Вашиот небесен татко знае за сето тоа. Вие гледате назад во животот како тој ви помогнал да преживеете. Гледате во други луѓе околу вас да најдете во животот на оваа нација кога сме имале стотици и илјадници примери на храбри и смели луѓе. Храбри луѓе кои биле спремни да го жртвуваат својот живот за она во кое верувале и за кое биле посветени. Потоа сакам да забележите нешто друго кое е многу важно овде. Го нема точно во овој стих, но овде е. Слушајте внимателно и ако слушате, сакам да кажете амин. Внимавајте, едно од работите кои ја градат храброста во нас е да се соочиме со тие околности. И слушајте, еве што се случува. Она што ќе го определи она што ние го правиме, внимавајте сега, е она што ние го гледаме како залог. Тоа значи, што е залогот овде? Што виси на конец овде? Исус Навин веројатно беше исплашен, но она што висеше на конец е нацијата на Израел. Божиот избран народ преку кого Месијата ќе дојде, преку кој Спасителот на целиот свет ќе дојде за целото време и за вечноста. И што беше залогот? Ги одведе тие луѓе во земјата што Бог им ја даде, ветена уште на Авраам. Ова не беше само мало патување. Она што беше залогот беше Божиот голем план за откуп на целото човештво. Сега, еве што размислуваме јас и ти. Кога јас и ти сме предизвикани, ние сме соочени и ќе бидеме или страшливи, или храбри. Она што треба да престанеме да прашуваме е, што е залогот? Сега внимавајте, има некој околу вас кој го критизира и се исмејува за Исус, Библијата, црквата и се останато. Сите христијани, и знаете понатаму. Дали вие само си заминувате, останувате тивки и не кажувате ништо? Или кога некој вели, Исус е исто како сите други богови, и Бог на вас христијаните е еден од многуте богови. Ајде да ве прашам, што е залогот? Има повеќе. Она што е во прашање не е вашиот углед, она што е залогот е ова, името на Исус, Бог на христијаните, Јахве Бог. Jehovah God. That's what's at stake.
Тоа е она што е во прашање. Она што е во прашање е дека јас и ти го браниме неговото име и јас и ти знаеме дека луѓето можат да зборуваат за Бог. Кога ќе го спомнете името на Исус, тие напаѓаат. Знаете ли зошто? Бидејќи се што представува Исус ги доведува до прашање грешноста, злото и расипаноста на нашиот живот. И тие не го сакаат неговото име. Она што е залогот е името на Исус. Она што е во прашање е името на Јехова Бог. Дали треба да бидеме смели и храбри? Да, действуваме глупаво. Да действуваме глупо? Не. Да се однесуваме безбожно? Не. Но слушајте, бестрашно, цврсто и мирно да го браните името на Синот Божи. Тоа е нашата одговорност. Слушајте, не е важно што мисли некој. Едно нешто тие не можат да го негираат. Вие имате убедување според кое живеете, смелост што тие ја немаат, храбро што не можат да ја разберат, и тоа оди заедно со вашето сведочење и сведоштво. Уште една работа што би ја кажал за целата идеја како да изградиме храброст во нашите животи и се надевам дека ги запишувате овие работи бидејќи сите се важни. И последното нешто е ова. Не само да се наблюдува храброста кај другите луѓе и не само да се има јасно разбирање за тоа што е во прашање, туку последното нешто што би го споменал е ова, а тоа е потсетување на Божјите ветувања. Сеќавајќи се на Божјите ветувања, слушајте што Бог му рекол на Исус Навин. Тој му рече на Исус Навин: биди силен и храбар, силен и храбар, силен и храбар. Тој ги знаел Божјите ветувања дека ќе им ја даде таа земја на еврејските деца, на нацијата Израел. Бог сака ние да се потсетиме на неговите ветувања, затоа што никогаш не пропуштил да исполни ниту едно. Што тој веќе ни има кажано: јас никогаш нема да ве напуштам, ниту да ве заборавам. Сега слушајте внимателно. Тоа е крајната линија на сета храброст, дека вие имате непоколеблива вера, не факт. Имате непоколеблива вера во вистината, дека вашиот Бог е со вас во секоја околност и секој момент од вашиот живот и дека со неговото присуство доаѓа неговата сила, неговата заштита и неговото снабдување. And that with his presence comes his power, his protection, and his provision. Татко, колку благодарни сме ние за прекрасната вистина за Твоето Слово и дека Ти сакаш ние да бидеме храбри и смели. Бидејќи Ти живееш внатре во нас, ние те представуваме Тебе. Се молам Светиот Дух да зборува на секоја личност која ја слуша оваа порака, покажувајќи им кон Тебе, како почеток на целиот вистински искрен живот, вечен живот пронајден во Твојот Син Исус Христос. Го бараме тоа во Негово име. Амин. Life eternal found in your Son, Jesus Christ. For we ask it in His name. Amen. Now, сега јас прашав дали треба да бидете исплашени од смртта. Па ајде да кажам. Ако никогаш не сте поверувале во Исус Христос како ваш спасител, ајде да ве прашам. Што ќе ви се случи кога умирате? Велите, јас ќе одам во рајот. На која основа? Ми беше жал, Библијата е кристално јасна дека вашето однесување и поведение нема да ве однесат во рајот. Така, што ќе се случи со тебе кога ќе умреш? Па предпоставувам дека ќе станам ништо. Жал ми е. Ти ќе живееш вечно. Така да, тоа не работи. Што ќе се случи со тебе кога ќе умреш? Па предпоставувам дека... Да, не предпоставувај. Ти ќе застанеш во присуство на живиот Бог и ќе дадеш сметка за твојот живот, зошто си бил непокорен на Него, си избрал да живееш надвор од Неговата волја, цел и план за твојот живот. И ти ми кажуваш дека ќе се соочиш со смртта без гаранција. Слушајте, велите, па јас ова го верувам. Но што е основата на твоето верување дека ќе одиш во рајот? Што е основата на тоа? Дали имаш вистинска, искрена, цврста, докажана основа за верување дека ќе одиш во рајот?
no assurance. Ти ќе се соочиш со смрт, немаш сигурност и кажи ми дека ќе го направиш тоа без страв, храбро и смело. Не, нема. Лесно е кога сме здрави, силни, се движиме и си ги извршуваме нашите работи, зборувајќи колку сме смели, храбри и силни и колку бестрашно живееме. When all of a sudden your strength is gone and you're lying flat Но on your наеднаш back. нашата сила ја снемува. Лежите неподвижни на грб, тешко можете да се дигнете и го вдишувате вашиот You're последен breathing здив. towards your last breaths. And you're telling me that you're Тогаш courageous. кажете ми дека сте храбри кога знаете дека тоа е можеби неколку моменти или неколку часа пред да умрете. You're going to die. And you'll have to admit that it's Ти треба да possible. признаеш дека е можно, дека има Бог и дека тој е свет. Тој го даде неговиот син Исус да умре за тебе, а ти го предаде. Ти треба да признаеш дека тоа е можно и ќе умреш без You него. have to acknowledge that's a possibility. And you're going to die without it. Слушај што вели Бог, а не некој проповедник. Одредено е за човекот да умре еднаш, а потоа е судот. Точка. Мој пријателе, единствениот начин да преминеме од овој живот кон следниот, радосно, уверено и храбро, е да го имате примено Исус Христос како ваш личен спасител преку вера, што значи дека ти си ја прифатил неговата смрт на Голготата како целосен откуп за твојот грев. Joyfully, confidently, and courageously is having accepted Jesus Christ as your personal Savior by faith, which means that you accept И ти го примаш него како твој личен спасител. Тоа можеш да го направиш едноставно барајки тој да ти прости за твојот грев. You can do that by simply asking Him to forgive you of your sin. Telling Him that you Кажувајќи му believe дека He died веруваш дека тој умре за тебе и ти го примаш него како твој личен спасител овде и сега. Тоа ќе ја промени твојата вечна судбина. for eternal destiny. Ако бевте благословени од денешната програма, ве молам посетете не на intouch.org. Водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.